денот на ослободувањето на Штип, Митровден. Штип одбележува 80 години од денот на неговото ослободување. 80 години слободен растеж. Има ли подобар начин да се започне одбележувањето со музика, со ноти на нашите вечерашни артисти Илица Јорданов и Божидар Јорданов. И ги поздравиме да им се забаваме. Поводот на нашето собирање вечерва практично е манифестација во рамките на програмата за одбележување на денот на ослободувањето на градот. Во основа тоа представува ова изложба на прекрасна соработка на една иницијатива која што се роди пред 2-3 месеци меѓу нашиот општински мотивиран центар и господинот Ставе Джиков, човек кој што со посебен пиетет редовно доаѓа овде во нашиот центар, бидејќи има огромна почит кон делото и животот на првиот председател на Република Македонија Киро Григоров. Неговата соработка и соработката која што тој има со Македонското православно друштво роди со плод и ние денеска имаме оваа изложба за која што ги поканувам виновниците овде веднаш покрај мене да дојдат господата најнапред Јован Јановски, председател на православното друштво, и Иван Нацевски, автор и коавтор. Фактично, вие сте автор, господин Македонски е коавтор, и тука некаде го гледате и Димитри Михайловски, тој е фотографиран, да им дадеме збор да кажат неколку зборови практично за тоа што представува ова изложба и потоа да погледнем да влеземе во тоа што имаме за срца. Погледнете. Добро вечер на сите, од моје име, од името на Македонското православно друштво и особено од името на Ставе Джиков, кој што јавно многу сакаше да дојде, сепак здравствената состава денеска не му дозволи да биде со нас. И сакам да кажам збор два за Македонското православно друштво, за изложбата и за причината и поводот по кој што беше направена оваа изложба. Македонското православно друштво постои повеќе од 20 години со основна цел е проучување и промоција на македонското хералдичко наследство. И како резултат на првичните испитувања и истражувања беше отварањето на изложбата наречена Хералдиката во Македонија во Музеот на Македонија, да е се уште достапна, отворена 2009 година. И по 15 години подоцна, во еден разговор со Ставе Джиков, тој ни предизвика со едно прашање зошто ние таа изложба не ја извадиме од музеот, условно земено, не изложбата е се уште таму, туку да можеме да ја представиме низ цела Македонија, да биде подостапна на луѓето. И тогаш ние рековме зашто да не, тоа е добра идеја. И седнавме со подпредседателот на друштвото Иван Нацевски и решивме да разработиме една изложба во која што ќе представиме дел од она што е до сега откриено, затоа што тука ние сме представени со 30 панели, оригинално изложбата има 35, и сметавме дека повеќе од тоа нема да има смисла, затоа што во некои простори се поограничени и нека можеме се да ставиме, така да, значи во овие 30 панели се представени дел од истражувањето. Повеќе за изложбата јас ќе оставам на Иван Нацевски да каже. Она што сакам да кажам дека настанот кој што ни беше, како да кажеме, главниот за отварањето на изложбата најнапред во Радовиш е 10 јуни, а тоа е светскиот ден на хералдиката. Имено на 10 јуни
далечната 1128 година се смета за почетокот на хералдиката со доделувањето на првиот грб прифатен, нели? Тоа е на Геофрид Плантагенет, внукот, односно зетот на Хенри I, кралот на Франција и на Англија, и од тогаш понатаму се развива хералдиката во овие 10 векови. Ние ја истражуваме хералдиката воопшто, но нашата главна цел е истражувањето на хералдиката во Македонија. Истражување на грбовите поврзани со Македонија, но исто така не само истражување, туку и презентација преку нашето списание, преку нашиот вебсайт, преку нашето присуство на многу конференции и во земјата и во странство. И сега не би должел повеќе, Иван Нацевски ќе каже повеќе по-конкретно за ова изложба што ја гледате тука. Добро вечер, дозволете ми најпрвено од моје лично име и од име на Македонското краловно друштво да ви честитам 80 години слободен штип. Се надевам дека наредните 80 ќе бидат уште поплодни и уште поуспешни од овие. Како што веќе напоменавме, изложбата носи наслов Македонија во светот на хералдиката и беше за прв поставена во Радовиш од Светскиот ден на хералдиката. Таа се состои од два дела. Првиот дел представува своевидна рекапитулација на досегашните истражувања на Сдруженијето во врска со историското хералдичко наследство на Македонија и поврзано со Македонија и личноста на Македонија. Додека вториот дел од изложбата представува жива хералдика, што би се рекло нешто што тековно го работи друштвото, односно грбови кои што денеска се употребуваат од страна на најразлични македонски институции или пак се лични грбови на денес. Во првиот дел од изложбата ќе можете да видите практично три различни теми. Првата тема е грбот на Македонија. Тоа значи дека ќе можете да видите хералдички представи на тоа како Македонија била замислувана и доживувана кроз хералдички очи во средновековна Европа. Вториот поддел од првиот дел се грбовите на кралот на Македонија, односно грбовите на Александар Македонски, и ќе можете да видите повеќе различни грбови на припишени грбови на Александар. Третиот дел пак се однесува на грбовите на други личности од Македонија, како што е, например, принцот од Ематија. Како што знаете, веројатно знаете, тоа е едно од првите имиња на Македонија Ематија и ќе имате можност да видите и грб на кралот на Солунското кралство. Во првиот дел ќе забележите повеќе различни символи представени на грбовите, па така се разбира неизбежно лавот, се среќава јарецот, се среќаваат три круни, се среќаваат три звона, волк, се среќаваат градогански појаси, ремени и така натаму. Целта на првиот дел од изложбата е да покаже дека грбот на Македонија се јавува доста рано во хералдичка смисла, практично во исто време кога се појавуваат и грбовите на останатите балкански земји, и тој практично се развива на ист начин како што се развиваат и грбовите на останатите земји. Односно, во различни делови од Европа, во различен временски период, тој има различен изглед. Значи, не постои еден унифициран македонски грб кој што ќе биде, како да кажем, алфа и омега. Во вториот дел од изложбата, се извинувам, ќе можете да видите грбови, општински грбови, разработени од страна на Македонското хералдичко сдружение и на Македонското грбословно друштво.
ќе можете да видите грбови на институции, конкретно грбот на Македонската православна црква и грбот на председателот на Република Македонија. Ќе можете да видите и дел од лични грбови. Како куриозитет, последниот постер изложен тука представува наше хералдичко видување на грбот на општина Штип, односно грбот на градот Штип. Во вториот дел од изложбата, еден од плакатите покажува македонски местно хералдички систем. Тоа е една наша разработка според која сите општини, односно сите територијални локални единици во Македонија би требало да добијат свој хералдички грб, разработен по точно утврдени правила и стандарди. Се разбира, ова не е вкупниот материјал што ние како истражување го имаме, меѓутоа, како што напомена и председателот, просторот е тој што не ограничува да можеме да представиме и повеќе. За тие од вас што сакаат да дознаат повеќе за македонската хералдика, тука со нас донесовме и броеви од македонски хералд, тоа е нашиот гласник кој што изгледува 2 пати во годината, така што сите заинтересирани слободно ќе можете да се земете примерок и да прочитате нешто повеќе. Ние ви стоиме на располагање за сите прашања во врска со изложбата и со било што од полето на хералдиката. Се надевам дека изложбата ќе го задржи вашето внимание и дека ќе побуди во вас поголем интерес за македонската хералдика. Не би должил повеќе, ви благодарам многу. Можем со тоа да ја прогласам изложбата за отворена. Thank you.